Неколку часа пред студентскиот протест, премиерот Мицкоски се сретна со копредседателите на ВЛЕН, Изет Меджити и Билјал Касами. Според соопштението на владата, на состанокот се разговарало за барањето на студентите албанци, правосудниот испит да се полага и на албански јазик. Од извршната власт нагласуваа дека се работи на изнаоѓање решенија во согласно со Уставот и Законот за употреба на јазиците. Мицкоски, Меджити и Касами се согласија дека образованието и знаењето представуваат темел на секоја модерна и успешна држава. Затоа институциите активно работат на изнаоѓање решенија кои ќе бидат целосно во согласно со Уставот и Законот за употреба на јазиците, со цел обезбедување правна сигурност и функционалност. Од владеачката партија ВЛЕН соопштија дека тоа што ДУИ не го реши 2 децении, тие го решаваат со конкретни чекори, тврдејќи дека правосудниот испит ќе се полага на албански јазик. За разлика од претходната власт, која повеќе од 2 децении го остави ова прашање нерешено и го користеше само за политичка пропаганда, ВЛЕН действува со одговорност и институционална сериозност за да ги гарантира правата на албанците во пракса. ВЛЕН докажува дека прашањата на албанците не се решаваат со празни изјави, ниту со политички импровизации, туку со конкретна институционална работа и со целосни и одржливи решенија. Од ДУИ вела дека протестот за албанскиот јазик е граѓанска кауза, а не партиска. Според нив, албанскиот јазик не е проблем само кај правосудниот испит. Гласот на младите се крева за албанскиот јазик кој е забранет од државата, за националното знаме кое е понижено од државата, за албанското представување кое е осакатено од државата, за европскиот сон кој е блокиран од државата, за националната волја која е потисната од државата. Тие протестираат за еднаква и европска иднина. Затоа вашите решенија, но пасаран, доста е, младите го имаат последниот збор. И другите албански опозицијски партии велат дека непочитувањето на албанскиот јазик представува кршење на основниот принцип на Охридскиот рамковен договор од 2001 година.